Вие сте единствена претеничка во Европскиот парламент со македонско потекло во овој мандат. Моето прашање прво е кои се вашите, да речеме, желби и амбиции за време на овој мандат во однос на Македонија, бидејќи ќе бидете дел и од делегацијата за Македонија, што би сакале да видите во наредниот период за земјата? Вака, јас сум родена во Словенија, со македонско потекло, како што кажавте, и горда сум и на Словенија и на Македонија. Мојата желба е сега, прва, Македонија да добие зелено светло за да почне нешто да се почне преговорите. Сите знаеме дека ќе е долг пат, сигурно нема во наредните 5 години да сме реални да стапи во Европска унија, ама мислам дека прво што е на луѓето им треба нешто, некоја позитивен сигнал и мојата желба е стварно сега да се добие тоа зелено светло и после од таму напред да се оди. Дали мислите дека е изводливо сега на 15 октомври на Советот да биде дадено тоа зелено светло за почеток на преговори? Кои се вашите информации во овој момент? Јас мислам дека да. Сега по ходниците, ако можам така да кажам, на парламентот се зборува со оптимизам. Барем за Македонија. И јас очекувам дека сега стварно ќе се даде сигнал, зелено светло и да се почне, значи да се оди напред. Мислите дека ќе се одвои од Албанија? Има различни информации, сега не сакам ништо да наповедувам како ќе биде и што ќе биде, ама има сценарии по кои може да се деси и тоа да е одвоено на крај. Не знам што ќе се деси, ќе видим. Од вашите колеги, да кажеме, бидејќи сте дел од групата на либералите, тука каде што членуваат и француските либерали на Макрон, на Франција, знаеме дека е еден од противниците. Каква е расположението кај вашите француски сопартици либерали од партијата на Макрон околу датумот сега во октомври? Не знам дали да можам да кажам дека се баш противници, колку што разговарам со нив, сега дали е затоа што разговарат со мене или онака, може да е подруга, ама немам осеќај дека се баш против, само они сакат Европската унија, тие што се сега или што сме сега членки, да се реформира и да се направи подобро. И после тоа, значи, да почне да се проширува. Ама тоа не значи дека они не се за тоа да влегуваат тие членки, тие држави што исполнуваат тоа што треба, тие критериуми, ама полека. Тоа е се. Они не се априори против. А се против или порезервирани во однос на датумот во октомври? Порезервирани во смисол не сакаат сега нешто многу јавно да расправаат околу тоа. Ама јас мислам дека на крај Макрон, а и Германија дека ќе биде се во ред. Се надевам. Доколку нема датум или доколку биде повторно одложен, бидејќи веќе 2 пати беше одложен, мислите ли дека постои ризик дека Македонија може да се оддалечи од европските цели? Да, јас мислам дека веќе неколку години постои тој ризик, сега само уште може да се продолжи или да постане длабок тој ризик, бидејќи луѓето се многу, мислам и јас колку што разговарам и со фамилијата и со сите други, со пријателите, се многу разочарани и стварно, мислам, заслужуваат, барем они, нешто да добијат, за да можат и они, не знам, да се не знам како да кажем, да имаат нешто, некоја надеж, барем, да се почне, ама реална надеж. Плюс тоа, мислам дека Европската унија толку време, мислам, ако обеќаш нешто и ако кажеш нешто, и ако, например, една држава го направи сето тоа и го промени името и се, мислам дека нема никаков разлог више да не се почне. Секако нормално реформите се уште тука, не е се перфектно, ама треба да се почне. Во однос на внатрешната ситуација и на реформите, како што спомнавте, кои би биле вашите главни забелешки кон Македонија во овој момент? Па, сега најактуелната афера ја знаеме сите. За жал, мада тука, мислам дека сега е малце по-смирена ситуацијата и тука, и во Брисел, ствари во Европската унија не е сега, нема никаков голем, не знам,
разлог за да зборат, поради тоа нема ништо да се деси во октомври, ама секако и тоа е некој доказ дека Македонија се уште не е, како што кажав, не е се перфектно и Македонија сама има уште многу тоа нешто да направи со реформите, ама веќе има направено, ама уште многу ќе мора да направи. Представам дека се однесува на законот за јавното обвинителство, за специјално. Доколку бидејќи преговорите се чини дека се закочани помеѓу опозицијата и власта и дека има ризик да не биде изгласан законот до 15 октомври, дали велите дека тоа нема да спречи позитивна одлука? Зависи. Јас мислам дека тука опозицијата и коалицијата во Македонија треба да се согласни. Мислам, тоа ќе е најголем сигнал, иако не биде се во ред со законот, тоа ќе е најголем сигнал дека е Македонија на некој добар пат. Значи да не се скарани и да не се еден против друг сега. Дали е тоа можно во овој момент или не, за жал, не сум сигурна, ама тоа би било најдобро. А ако не? Не знам. Мислам, подобро да не зборим за тој сценарij. Ајде да речеме дека ќе сме оптимисти и дека ќе биде се уред. Добро, и последно прашање. Кои се вашите планови за време на вашиот мандат? Дали имате некакви иницијативи посебни планирано во однос на Македонија? Да, било културни, не знам, животна средина, вие сте дел од таа парламентарна комисија. Знали имате некакви планови за Македонија? Сега прво да кажам, мојот примарен цел или мојата примарна држава, примарните интереси се од Словенија. А за Македонија, јас секако, кога ќе проценам дека со било што можам да помогнам, ќе помогнам секако. Сега, дали тоа се, например, сега формираме група на пријатели европратедници. Јас ќе сум во делегацијата First Vice Chair, не знам како да кажам на македонски, денеска попладне ќе ме изберат, да се надевам. И ќе почнеме сигурно и мислам, не само за Македонија, него за Западниот Балкан, затоа што сакам, тука има многу негативна конотација, кога ќе споменеш Балкан или Западни Балкан, тие држави, и сакам да го сменам тоа. Затоа што не е се негативно и сакам некои добри, значи, работи што се од доле, ако смеам така да кажам, да ги донесам тука и да видат луѓето дека таму не е се толку лошо.